се надеваме дека ќе има позитивни промени и кај лицата кои што се со оштетен вид во насока на нивните бројни предизвици со кои што тие секојдневно се соочуваат. Денешниот ден, 15 октомври, е впрочем и меѓународен ден на лицата со оштетен вид или меѓународен ден на белиот стап, па Марија на лице место со Гоце Радевски малку повеќе детали за овој денешен датум. Денешниот ден, 15 октомври, се одбележува како меѓународниот ден на белиот стап. Имено овој ден за цел има да ја потикне свесноста кај луѓето, кај самата нација во однос на тоа дека инклузивноста не треба да биде привилегија, туку треба да биде секојдневие. За сите предизвици со кои се соочуваат лицата со оштетен вид, односно слепите лица во нашето општество, ова утро многу повеќе детали ќе слушнеме од мојот денешен гостин Гоце Радевски, кој е со 100% оштетен вид и е од Скопје. Да му посакаме добро утро. Добро утро на вас и на вашите гледачи. На самиот почеток ќе прашам како изгледа едно ваше секојдневие, како изгледа едно ваше утро, односно како изгледаше денешното утро, дали имавте лесен пристап да пристигнете токму овде до оваа точка каде што се наоѓаме, до оваа локација? Така, задоволство ми беше да дојдам до овдека, да се сретнам со вас и да пренесам некоја информација до граѓаните, до општеството. Меѓутоа, патот беше малце тежок. Ако се прашува зошто тежок, значи прво сообраќајната култура или некултура. Тротоарите, пешачките патеки, значи, не знам, може да доловите со вашите камери колку се обезбедени пешачките патеки. Значи, нели на самите тротоари имаме велосипедска патека и пешачка патека. Сега нашите пешачки патеки се постојано со препреки, дали паркирани возила, дали билборди, разноразни работи кои што ни го отежнуваат движењето, да. Дали може би има конкретно некои локации во Скопје, освен ова каде што се наоѓаме, каде што не е во целост пристапна за лицата со попреченост, односно лицата со оштетен вид, конкретно? Значи, кога би говореле, слепи лица нема само во Скопје, значи има и во внатрешноста. Што би кажале они? Во секој случај, таму, да, има во другите градови, меѓутоа не во сите, обележано пешачки патеки за слепи. Кај нас во Скопје има една пешачка патека која што е обележена на потегот Даре Џамбас, градска болница тука. Меѓутоа тоа не е доволно, нели, за ние да можеме да се движиме непречено. Сега во однос на вашето прашање ќе кажам, ниту една клиника која што, нели, на секого му треба, па и на нас, не е обележана да можеме ние непречено да се движиме. Исто така граѓаните не се информирани, таа патека што ја спомнав кај Даре Џамбас, зашто е уствари? И се случува да наидеме на велосипеди. Тоа е проблем, нели, не можам да ги обвинам граѓаните што не се информирани. Треба да има сервис кој што ќе го едуцира општеството. Која е вашата порака до тие граѓани кои што според вас не се доволно едуцирани? Каква порака упатувате до нив? Што доколку бидат до вас, доколку пременувате улици или доколку се движите слободно по тротоар, како да ви помогнат и на некој начин и они да ви го олеснат слободното движење и тоа општо секојдневие? Значи, првенствено ќе кажам за сообраќајната култура е сведена на минимум. Значи, на многу наврати ми се случило семафор не работи, стојам јас, чекам,
некаде има семафори кои што се озвучени, нели, прилагодени за нас. Меѓутоа, во општината јас каде што живеам, нема такви, но не и се, може во иднина ќе се постават и такви сигнализации, но кога не работат семафорите, ниту едно возило не застанува. Значи, јас треба да бидам тој што ќе чека да нема ниту едно возило, да слушам или да чекам некој да ме фати под рака. Сега има многу луѓе кои што сакаат навистина да помогнат, меѓутоа некои се оградуваат, се остручаваат како да придат, да не ме навредат и така натаму. Значи, порака од мене ќе биде, кога ќе видат такво лице, да не се остручават, слободно да му придат. Што е односно, дали се соочувате со предизвици пак со здравствениот систем? Кој е вашиот став околу тоа? Така, еве јас, значи, во однос на здравствениот систем ќе кажам дека имаме голем проблем, не само ние слепите, имаат и сите граѓани во Република Македонија, со тоа што термини нема, нема луѓе кои што ќе ни придат, кои што ќе ни помогнат во здравствените установи. И најсвеж пример јас можам да го спомнам, најпрво да кажам, имам една ќерка, мислам 3 имам, едната ми е со оштетен вид исто така, која што ја носев научна клиника, чекав една година да ме повикаат, па по некоја случајност добив термин, ја однесов на преглед, од таму ми препорача дека треба да се контролира секој месец. Меѓутоа, еве, откако бев, ми закажа на 23 август, отидов на 23 август, ме вратија, докторот не бил тука, дојде и на 7, ајде пак на 7 отидов, пак докторот не бил тука. Значи, јас, накратко да кажам, го изгубив видот од лекарска негрижа. Како се случи тоа? Како се случи, значи мене овдека ме третира од една дијагноза, јас сум имал друга дијагноза. И јас на 20 години веќе го изгубив целосно видот. И сега јас се плашам и моето дете да не му се случи истото, да не се повтори истата дијагноза. Меѓутоа, да, они кажа мора да се следи за да не се појави истата дијагноза, но немале доктор. Тој еден доктор бил кој што работел со тој апарат. Значи, сепак треба здравствените институции, тоест оние кои што се чинители, нели, таму да превземат нешто. Верувам дека има многу што да се каже во однос на сите негативни страни и предизвици со кои се соочувате. Верувам дека колку толку можевме да доловиме до сега каква е општата слика на лицата со оштетен вид. Пред самиот крај сакам да напоменам за активностите кои што сакавте да ги напоменат, односно сите активности кои што ќе се спроведат по повод денешниот ден, меѓународниот ден на белиот стап. Морам да се заблагодарам до директорката на училиштето Мирча Ацев, каде што учи мојата ќерка. Они организираа денеска по повод 15 октомври, денот на белиот стап, символ на слепиот човек, организира една работилница каде што одблиску ќе и доловат слики на дечињата и ќе ги запознаат со потребите на слепите лица, како да пристапат кон слепите лица, да ја помогнат, сега тоа ќе го спомнам, јас во една дискусија со директорката го кажавме тоа, во ниту еден од учебниците нема за оваа категорија на граѓани. Јас ќе кажам и глувонеми и телесни, јас пак ќе ги спомнам затоа што денеска е 15 октомври, 277-миот ден од годината и тој еден ден повторно не забележуваат. И сега, значи, повторно ќе кажам, таа работилница денеска што ќе се одвива во училиштето Мирча Ацев, во Ѓорче Петров, ќе бидат присутни дечиња од сите училишта во Ѓорче што се. Ќе има дефектолози, педагози, и јас ќе бидам присутен таму, да можат сите да постават прашање, да биде одговорено за
нели тоа како се осеќам ја во моите чевли, пошто никој не знае како е. И јас да и доловам одблиску, нели, она како ние на нас. Раскажете за вашето секојдневие предизвиците, како што и утрино на некој начин и раскажавте и на нас. Ви благодарам многу за одвоеното време и ми беше мило што токму на овој ден сме тука заедно да прикажеме со какви потешкоти се соочувате во нашето општество секојдневно токму на овој меѓународен. И јас ви благодарам на вас што одвоивте време за нас. И сметам дека ова не го правите само денеска. Многу пати сте не посетувале, сте доаѓале да, нели, помогнете и се надевам дека соработката со вас ќе продолжи, па дури на завидно ниво. Поздрав до сите гледачи. Се разбира дека ќе продолжи, ви благодарам уште еднаш. Ова беше вклучување по повод меѓународниот ден на белиот стап 15 октомври. Говоревме за предизвиците и сите потешкоти, односно пречки во нашето општество кои што постојат за лицата со оштетен вид, односно слепите лица.